Колкава само големина представува зборот здравје. И не само телото, туку значењето на овој збор го карактеризира и умот и духот како заедница. И не само болката или пак задоволството што го чувствуваме, туку целокупниот човечки поглед и битие. Здравието е најголем подарок, задоволство, најголемо богатство, верност во најдобрата врска. Хипократ запишал дека здравието е најголемиот од сите благослови, а човекот единствено треба да извлече заклучок од сопствената болест. Природната исцелителна сила кај секој од нас е најголема сила во нашето оздравување. Па затоа Хипократ не подсетува, велејки ни: ако сте во лошо расположение, одете на прошетка, а ако се уште сте во лошо расположение, продолжете ја прошетката. Црвениот крст на Република Македонија е организација чие постоење и работење е тесно поврзано со човековото здравје. Една од примарните активности на Црвениот крст е едукативната компонента, која е вградена во нивниот систем на организирање и функционирање. Здравието, здравиот начин на живот и крводарителството се само еден мал сегмент од нивната општествена улога. Богатата природа на Охридско-Струшкото крајбрежје беше само потик за организација на семинарот за крводарителство на тема исхрана според крвни групи и здрав начин на живот. Саид Саити е генерален секретар на Македонскиот Црвен крст. Неговиот несебичен ангажман и придонес ја збогатија програмата на оваа организација со низа активности посветени на едукација на своите членови и волонтери, а семинарот за исхрана според крвни групи е само почеток на низата едукативни проекти. Црвениот крст е на средината од годината календарски е во текст проведувањето на годишната програма која е утврдена на почетокот на секоја година. Се разбира дека како организација работиме на повеќе области, повеќе теми. Една од темите која има приоритет во нашето работење се и активностите поврзани со превентивните здравствени активности, крводарителство и се останато што е пропратно околу тоа. Ова што го правиме деновиве во Струга од четвртокот навака е поврзано со еден семинар кој би го рекол дека е по прв пат во организација на Црвениот крст, а тоа е исхрана по крвни групи. Идејата е учесниците на семинарот да се здобијат со нови знаења и сознанија околу начинот на исхрана, се со цел сите ние поздраво да се храниме и со крајна цел со оглед дека оваа активност е поврзана и со програмата за унапредување на крводарителството, да придонесеме да идните наши дарители ги насочиме и ги научиме како најдобро да се хранат, се со цел нивната физичка кондиција да биде поприсутна, односно да биде подобрена, а како крајна цел ние да имаме здрави и онакво физички крводарители. Глигор Новачевски целосно е посветен на крводарителството. Како национален координатор за крводарителство при Црвениот крст, заслужен е за многобројните успеси на оваа организација. Организирал голем број настани од најразличен вид, а онаа најблагородната, донирање на крв со цел спасување човечки животи, поминува низ неговите раце. Тој е одличен организатор, аниматор и човек чија хуманост ги надминува границите на можното. Семинарот за крводарителство на тема исхрана според крвни групи и здрав начин на живот е влезен во програмата за организирање и напредување на крводарителството во Република Македонија за оваа година како тема на избор и е со голема поддршка на Министерството за здравство, кој е носител на програмата во име на владата на Република Северна Македонија. За овој семинар, прво направивме еден добар избор на тим кој го подготвуваше семинарот. Семинарот се подготвува веќе подолг период, 3 до 4 месеци, каде што заедно со професор доктор Ванчо Попетровски, како главен предавач и носител на голем дел од содржините на семинарот, со еден тим кој беше избран како целна група од страна на Црвен крст на Република Македонија, а во тој тим влегуваат голем дел на волонтери
носители на функции во организацијата, пресатели на општински организации на Црвен крст, професионално вработени лица, соработници од други институции и компании, на јавни институции со кои имаме ние целосна поддршка и соработка за да ја реализираме во целост програмата за крводарителство во текот на годината. Во последните години, се повеќе се збогатуваат истражувањата во кои се прават напори да се открие поврзаноста меѓу припадноста кон крвните групи на луѓето на една страна и здравието, тоест болестите, на друга страна. Истражувачките обиди се насочени и кон класифицирање на намирниците од основната исхрана, додатоците на исхраната и физичките вежби, а според припадноста на луѓето кон различните крвни групи. Ова се три важни фактори преку кои се влијае врз здравието, болестите на луѓето, како и врз нивните психофизички способности. Идејата е стручно многу интересна, секому секојдневно неопходно потребна, корисна како од практичен, така и од теоретски аспект. За мене како студент беше предизвик дали во дефиницијата на Андрија Штампар хрватот, прифатено од Светската здравствена организација, имам јас нешто да додадам. Па тоа е напишано пред 30 на години и изгледа вака нешто. Здравје е процес, нешто што се менува. На постојана изградба на физичките, емотивните, психичките, но и духовните карактеристики на човекот. Со цел создавање самостојна, созреана, мудра личност, која знае што сака во животот, но и колку реално може да постигне. А во интерес на што? На вистината, на моралот, на правдината, на доблестите, на вредностите. За мене здравието не е цел. Цел е можеби кога го немаме за да го добиеме или задржиме. Но доколку го имаме веќе, како ние го менаџираме, како го ефектуираме. Та за мене крајна цел ќе бидат тие општо човечки универзални вредности, не само на биолошко, физиолошко, психолошко ниво, туку и на социјално. Како јас како единка партиципирам во вистината, правдината, моралот, вредностите и доблестите на групите во кои што живеам, популацијата. Како се однесувам кон билките, кон животните, кон воздухот, водата и почвата, една еколошка компонента. За мене здравието е инструмент, нешто да се направи повредно во животот. Сметам дека тоа е одраз на образовното, воспитното, културното ниво на кое што се наоѓа цивилизацијата во моментов. Професор доктор Ванчо Попетровски е специјалист по спортска медицина на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Споделеното знаење и стекнатото богато искуство беа доволно инспиративни за да се сумираат стекнатите знаења, но и да се научат нови. Професорот Попетровски постави огромен број прашања поврзани со здравата исхрана, правилното дишење, физичката активност и водата како извор на живот и енергија. Смее ли изборот на храна, додатоците на исхраната и физичките активности да е случаен? Од што зависи изборот на храна која што ја јадеме? Зошто за некои луѓе определената храна е добра за нивното здравје, а други луѓе, честопати и во иста фамилија, имаат потреба од сосема поинаква храна? Од што зависи изборот на додатоци во исхраната со помош на кој квалитетно, квантитативно и интеракциски ја коригираме основната исхрана? Од што зависи изборот на физичките активности кои ги применуваме? Прашања на кои професорот Попетровски даде адекватен одговор и совети за правилен начин на живот. Овие денови на семинарот можевме да слушнеме многу работи кои се врзани со секојдневното живење на луѓето, а посебно исхрана по крвни групи. Она што е важно и што секојдневниот човек не го знае, дека знаеме дека само треба се исхранува и вода да се пие, но не кога и колку. Малку што се знае како да се менаџира со стресни ситуации, а уште помалку со правилното дишење.
Сето ова можевме да го видиме, да го чуеме од искусни луѓе и ние заеднички во сите наши дискусии да учествуваме и да и кажеме и нашите обсервации, нашите искуства како носители на посебни крвни групи во делот на исхраната. Бев запознат и сум слушнал дека има одредени диети според крвна група. Меѓутоа, на овој семинар малце подлабоко влеговме во начинот на исхрана, конзумирањето на суплементи и конзумирањето на вода. Од големо значење е ова за мене, поради тоа што пред извесен период самостојно почнав да истражувам на овие теми. Веќе почнав да вежбам и јога и да практикувам медитација и можам и од тој аспект, значи, лично да ги искористам новите техники и новите пози кои што ги сретнавме и тука се запознавме за време на семинарот. Fillimisht të them edhe pse jam mjeke me profesion. Иако сум лекар по професија, на овој семинар научив многу интересни работи. Имено начинот на кој живееме, начинот на кој јас лично се хранев, веројатно беше погрешен за некој процент. Така научив многу работи. Иако морам да кажам дека сум во многу важна фаза во животот. Јас сум во мојата прва бременост и мислам дека дојдов на овој семинар во вистинско време за лично да научам многу за начинот на исхрана. Затоа што една народна поговорка вели, ние сме она што јадеме. Што значи ако јадеме здраво, ќе бидеме поздрави. Од друга страна, од професионална гледна точка, мојата работа е врзана со крводарителите. Ако јас знам да ги упатувам добро крводарителите како да се хранат, ќе имаме поздрави крводарители во иднина и ќе имаме доволно крв за секој еден пациент. Të gjakut për çdo pacient në të ardhmen. Луѓето припадници кон нулта крвна група имаат добар систем за варење на храната, гастроинтестинален тракт. Имаат ефикасен метаболизам, а сето тоа допринесува во изградба на јак имунолошки систем. Слаби страни на овие луѓе се нетолеранција, интолеранција кон промени во исхраната и во околината. Појава на одредени воспалителни заболувања, појава на алергии и евентуално хроничен замор. Оттаму, храната и додатоците во исхраната, како и физичките активности, треба да го надоместат, компензираат овој потенцијален недостаток да не се изманифестира. Во храна што се препорачува за луѓето од нулта крвна група се месата, поточно темните меса, рибата, значи станува збор за поголем протеински внес во организмот или белковински. Бидејќи ќе имаме поголем внес на храна која покачува температурата, белковините, ти има термоген ефект, за да таа се искористи и не предизвика трошење на енергија, овие луѓе треба да внесат зеленчук и овоше. Зошто? Затоа што во овие намирници имаме ензими за варење на храна, тоа се состојки што помагаат во нејзиното искористување. Имаме вода, да го надомести термогениот ефект на белковините кој дехидрира потенцијално. Во овошето и зеленчукот имаме растителни влакна или фибри кои ќе оформат столицата и ќе олеснат елиминацијата на храната, а се разбира дека има мноштво олигоелементи, минерали, витамини и хлорофил кој што ќе прави детоксикација на организмот. Луѓето од нулта крвна група потешко ги поднесуваат храните од млеко, млечни производи, мешунки и жита. Па треба да ги одбегнуваат и да ги внесуваат или да ги внесуваат во помали количини. Кога сме кај млечните производи, најдобро веројатно е козјото млеко и млечните производи,
od kozio mlijeko, zato je što kozata pase nadvor, mnogo je čista, prebirljiva i pase nekada okolo 1500 bilki. Od dodatocите во исхраната за овие луѓе, доктор Питер Адамо препорачува Б-комплекс за успокојување на нервниот систем, калциум може да се препорача. Затоа што од основната исхрана тој нема да биде внесен, бидејќи калциумот го има во мешунките, а овде не се препорачливи. Го има во млечните производи, а овие луѓе, Адамо, доктор Адамо, препорачува да не ги консумира тие намирници. Суплементите со јод, да речеме, тоа се алгите морски, како например келп, како например спирулина, хлорела, како например тинктурата со оревчиња, што во Македонија е многу позната, па младите оревчиња се стават во алкохол 7-40 дена на сонце во прозирно шише, потоа тоа се процедува, се додава 200 грама, 150 убав мед. Значи за надоместок на јод, бидејќи Македонија е јододефицитарна, а јодот ќе партиципира во изградба на тироксинот од штитната жлеза. За луѓето од оваа крвна група би го препорачал и ренот, било да се листовите или да се корените. Има одличен антимикробен ефект. Од физичките активности би препорачал активности каде што има голема мускулна маса за генерирање на енергија и врамнотежување на нервниот систем, како велосипедизам, како да речеме пливање, доаѓаат во предвид и танцување. Танцот е убава комбинација на физичка активност со музика, тоа го вели Платон уште пред 2000 години, и тие на некој начин подпомогнувачки или синергистички допринесуваат во физичко, ментално, емотивно и енергетско растеретување на луѓето од оваа крвна група. Имам доста научено во крводарителството и во однесувањето на мотиваторство, али ова за исхранава, јас сум воодушевен. Значи имавме прекрасен предавач доктор Ванчо Попетровски, човек со полно знаење, човек кој ни пренесе нешто до сега што јас не сум го знаел, дека како носител на А крвна група, позитив, дека нешто спротивно сум се исхранувал во однос на она што треба јас како човек да се хранам. Мислам дека е многу позитивен, презадоволен од организацијата, презадоволен од готвачот, презадоволен од Црвениот крст на Република Македонија што ни го овозможи ваков семинар на вакво прекрасно место во центарот на Струга. Би сакал најпрвин да ја истекнам досегашната плодна соработка со Црвениот крст и армијата на Република Македонија. И во тој дел би сакал да истекнам дека ние со Црвениот крст на годишно ниво имаме од 30 до 50 активности и преку 1000 припадници на армијата кои даруваат крв. Покрај тоа имаме и други врсти на соработка во делот на превенирање и менеджирање со кризи, но во делот на оваа активност која деновиве се одвиваше, да го истакнам задоволството на можноста да бидам дел од таа активност и во делот на условите во кои живееме во урбаните и средини, да кажем услови на стрес, на услови на урбано живење, секако дека ова можност беше исклучително важна за мене, да ја спознам потребата од здрав начин на живење и исхрана и начин на справување со стрес. Јас сум изненаден од начинот на пренесување на тоа што го слушнав и
професорот кој што ни предаваше на овој семинар на најпрофесионален начин ни го кажа тоа. И јас дојдов до, бидејќи и јас сум цел живот предавач, дојдов до нови сознанија. Прво, што мене ме импресионираше тоа што видов тоа што ни го предаваше професорот на овие предавања, тој така го живее животот. И тоа ќе ми биде водилка во мојот живот понатаму да продолжам така да живеам според препораките кои што ги добивме тука и начин според тоа која крвна група сум јас. Јас сум крвна група А, РХ позитив. Првиот јас пред малку кажав, кога влегов во кујната на вечерата, бев разочаран од тоа што го видов на масата, бидејќи не очекував тоа да го видам. Вегетаријанска исхрана. Но сега, како што минува времето, јас сватив дека морам така да се хранам и ми одговара таквиот начин на храна. Јас конкретно за крвната група. Иначе тоа на широко ќе го пропагирам меѓу моето членство, меѓу сите мои пријатели и крводарители, како да се хранат и како да го живеат здраво животот. Луѓето припадници кон крвната група А добро се прилагодуваат кон промени во исхраната, промени во околината и се кооперативни личности. Меѓутоа, тие имаат склоност кон развој на срцево-садови заболувања, туморозни процеси и одредени заболувања на имунолошкиот систем. Оттаму, исхраната треба да биде така конципирана, програмирана, што слабите страни на луѓето припадници кон оваа крвна група да бидат поддржувани, подкрепувани со цел превенција и евентуално терапија. Така, например, за луѓето од оваа крвна група се препорачуваат. Под број 1, незаситени масни киселини. Значи, тоа се добрите масти, полинезаситени, мононезаситени, кои што учествуваат во изградбата, функцијата и информацијската полупропустливост на мембраната и од клетката и мембраната на клеточните мали органели. Конкретно, тука би го препорачал ленот, мелен, иако може и од целото зрно да се прави одвар, потоа лененовото масло. Зошто? Затоа што има идеална комбинација на омега-3, 6 и 9 незаситени масни киселини и тие имаат антивоспалителен ефект. Следна храна за луѓето од А крвна група е сојата. Меѓутоа, таа да не е генетски модифицирана, во Кина луѓето се хранат воглавном со соја како извор на белковини, протеини. Дневната доза е некаде околу 150 грама и освен извор на белковини, таа е одличен извор на фитоестрогени. Значи, женски полови хормони од растително потекло, кои партиципираат, допринесуваат во антитуморозната заштита. Од додатоците во исхраната за овие луѓе би препорачале витамин B12, фолна киселина. Например, спанаќот е одличен извор за таја намена. Освен термички обработен, може да се јаде и свеж како салата. Следно што е добро за луѓето од оваа крвна група е глогот. Глогот е билка, растение, кој што и само расте, може да се користат листовите како чај или плодовите како тинктура во алкохол. Значи, на тој начин, тој срцево-садов тоник ќе ја превенира појавата на кардиоваскуларни заболувања на луѓето од оваа крвна група. Исто така би го препорачал како додаток во исхраната хромот. Хромот е олигоелемент во дози од 50 на 100, не повеќе од 200 микрограми на ден и тој е одличен за регулирање на метаболизмот на јаглените хидрати и превенирање на појава на шекерна болест
од тип 1. Хромот го имаме во квасецот, обичниот квасец. Тој може да се размеше со вода, со мед и да се направи пивоквас. Го имаме и како таблети и значи е убав, здрав додаток во исхраната. Од физичките активности за луѓето од оваа крвна група би ги препорачал древните индиско-кинески системи, како на пример различни форми на јога, телесна јога, хата јога, таи чи, чуан чи, гонг. Значи тоа се едни вежбачки системи, интегрални, кои што немаат расход на голема расход на енергија, туку со мала инвестиција на движење генерираат ендогена внатрешна енергија. Идејата на Питер Адамо е многу оригинална. Тој дава карактеристики за луѓето припадници кон одредена крвна група како позитивни здравствени особини, слабости од здравствен аспект. Трето, што му е добро, дава совети за исхрана. Четврто, додатоци во исхраната. Пето, физички вежби, активности, најсоодветни. Но зборува и за психолошкиот профил на луѓето припадници кон различни крвни групи. Сето тоа е во ред, за мене прифатливо. Меѓутоа, разгледувано пошироко, од дистанца, може вака да се каже. Има многу аспекти кои што, освен тој типолошки приод кон здравјето на човекот, може да разгледуваме и од популацијски за сите крвни групи заедно, односно за сите луѓе и за единката поединечно. Па, например, Линус Паулин ќе каже, еден од најголемите ерудити на втора половина на 20 век и Нобеловецот, ќе каже, идната ортомолекуларна медицина ќе биде индивидуална. Според тоа, чинам дека попрецизни ќе бидеме во советите кон клиентите, доколку и индивидуалните особени карактеристики, потреби ги акцептираме, освен типолошките, како што вели Адам. Сите тие крвни групи, типови, припаѓаат и кон една популација, заедништво. Па за сите нив е важен воздухот. Ја би советувал вежби за дишење, да речеме, многу полезни. Би советувал за сите компонентата на вода, да речеме, како ја играме ние водата во однос на квалитет и слично, а тоа е за сите заедничко. Следно, живееме во време кога младите имаат пореметен биоритам, легнуваат рано изутрин или касно навечер. Значи, не можете вие да имате, да очекувате ефект само од храна, од додатоци и физички активности, без да имате биоритам. Треба да легнеме порано, за да станеме порано, да го погледнеме изгревот на сонцето. Следно што не акцентира Адамо е природата. Погледнете кај се наоѓаме ние, на едно прекрасно езеро, во ваков контекст. Храната, па било која, ќе има повеќе ефект здравствен, например. Значи, престојот во природа, што помалку во градот. Следно што би додал е различни психолошки техники за регулирање, менаџирање на стресот, за искористување на когнитивните потенцијали, за смирување на лимбичниот систем, на емотивниот центар во нашиот организам, на дисциплина која ќе работи на баланс помеѓу кортексот, кората, интелектуалните, мисловните процеси на една страна и второ, емотивниот наш живот, со редовно практикување на дисциплина на храна, на додатоци, на физички активности, на биоритам, на психологија, на природа, сето тоа ќе се кумулира, поврзе и синергистички ќе делува
во подобри здравствени способности на единката. Зошто да не ставиме молитва? Па од 8 милиарди луѓе на светот, пар милиарди се верници. Би го советувал. Зошто да не ставиме медитација? Од 7-8 милиарди, милиарда 2 медитираат. Та мојот приод кон делото на Адамо е афирмативен, го прифаќам, но чинам дека на овој еден поинтегрален начин ќе имаме повеќе ефект кон здравето на човекот. Значи, освен типолошкиот приод, да биде и популацијски и индивидуален во советите. Темата на овој семинар беше исхрана според крвни групи, така да ова е нешто релативно ново и апсолутно се согласувам дека треба да се спроведе, да се отпочне, да се видат и резултати. За време на моите студии оваа тема не беше опфатена, така да затоа кажувам уште еднаш е релативно нова и би сакала да го спроведам тоа кај моите пациенти, да го видам тој ефект. Дали ќе имаме подобрување во однос на регулацијата на нивната болест. Запознавме дека и крвната група влијае врз начинот на исхраната, односно продуктите кои што треба да ги консумираме се во зависност од дел од нив, значи се врзани со крвната група на луѓето. На некој начин се она што го слушнавме, имавме можност и практично со исхраната да видиме што е добро за нашата крвна група, за кои работи треба да посетиме внимание. Семинарот беше преубаво искуство за мене, помина во многу пријатна атмосфера и позитивна енергија. За овие 3 дена, додека траеше нашето дружење, научивме за тоа колку е важна правилната исхрана и физичката активност за целокупната психофизичка состојба. Слушнавме многу научни испитувања за исхраната по крвни групи. Споделени беа искуства од многу доктори, фармацевти, професори на факултети. Мислам дека замислата на професорот Ванчо Попетровски беше да ни ја приближи идејата за здрав начин на живот, навики и размислување и на еден интересен начин да ни каже како тој успел да го направи тоа. Според предавањето, во кое што имаше насоки за мојата крвна група како да се исхранувам, дефинитивно ми одговара групата, што значи можеби потсвесно сум се согласила, сум ги спроведувала тие насоки за совети за исхрана, така да би продолжила апсолутно. Ова беше едно убаво предавање, едно проширување на видици и би можела да пробам и со останатите продукти кои што беа спомнати на предавањето, да ги вклучам во мојата секојдневна исхрана, а со тоа и да ги советувам другите пријатели, мислам нели членови на семејство и пријатели да пробаат со овој начин на исхрана. Би сакала да се заблагодарам на Црвениот крст за целата организација и воедно да им честитам за успесите кои ги имаат посебно во областа на крводарителството, што се должи пред се на хуманоста на крводарителите, како и на службите кои ги организираат крводарителските акции. И да упатам една порака до сите луѓе, барем еднаш во животот да бидат дарители на крв, затоа што сите ние кои што може да бидеме дарители сме и потенцијални приматели на крв, затоа што никој од нас не знае кога во животот таа била потребна. Луѓето припадници кон Б крвна група имаат јак имунолошки систем, што беше слична карактеристика кај оние од нулта крвна група. Имаат особини за добро приспособување кон промена во исхраната и условите на околината, што беше слично кај А крвна група. И трета основна карактеристика е врамнотежен нервен систем. Луѓето припадници кон Б крвна група имаат широк избор на намирници во исхраната. Генерално кажано, тоа се месата, рибите,
млечните производи. Маслиновото масло, граф, просо. Просо е одлична намирница, мала дигресија, бидејќи има највеќе минерали, во минатото многу се користело и било основна житарица. Бидејќи овие луѓе ќе консумираат месо, риба и млечни производи, значи повторно белковини, протеини, повторно им треба зеленчук во изобилие и овошје од причини што требат ензими, растителни влакна, за да храната поедноставно се свари. Од зачините би ги препорачал кари. Кари е еден комплексен зачин кој содржи во себе 5 до 20 до 40 состојки, различни, и чија задача на тој комплексен зачин е да го интензивираат метаболизмот. Од билките би препорачал жалфија. Таа се среќава во нашата средина, дома може во саксија да се одгледува и е прекрасен детоксификатор на организмот. Како додатоци во исхраната, за луѓето од бекравна група би ги препорачал. Под број 1, гинко билоба. Има огромен допринос во микроциркулација на мозокот, се препорачува во дози некаде 120 до 150 милиграми на ден, но за да има ефект, треба да поминат 3 до 4 месеци. Одличен анти-ейджинг ефект или, поинаку кажано, го успорува старењето на мозокот. Втор додаток во исхраната е лецитин. Лецитин учествува во изградбата на липопротеинскиот сендвич на обвивката на клетката и на субклеточните органели и на тој начин допринесува во работата на мозокот и сите нерви во организмот. Од физичките активности за бекравна група доаѓа широк облик на циклични повторувачки процеси, како што се, да речеме, трчањето, велосипедот, планинарењето и слично, но од друга страна доаѓаат и древните источни системи, како тајчи, чуан, чигонг и јога, во интерес на успокојување на нервниот систем. Значи, една убава комбинација од нешто западни, современи физички активности и древни, стари, холистички системи. Како дел од програмот за подготвеност и действување при катастрофи на Црвен крст на Република Македонија, како волонтер во единицата за одговор при катастрофи на Црвен крст, доста често се среќаваме ние со доста стресни ситуации во реалноста, но и во нашата подготовка. Пред се на овој семинар научив дека треба малку повеќе да обрнам внимание на делот со исхраната, но повеќе можеби делува на мене делот со стресот, значи со менаџирање на стресот и како правилно јас да се поставам во тој дел, бидејќи навистина делот со катастрофите е навистина проблематичен, би рекол, во нашиот живот. Во делот со исхраната може од личен аспект да кажам, сепак не внимавав доволно добро и тоа веќе по последниве неколку години направи проблем тоа кај мене од делот со килажата, но гледам дека тоа е проблем и гледам дека тоа треба да се реши понатаму. Запознавајќи се со темава за здравиот начин на исхрана по крвни групи, побуди кај мене огромен интерес и чувство кое досега во животот немам размислувано на ваквиот начин, на здрав начин на исхрана по крвни групи, запознавајќи се во изминативиот период за одредени теми кои беа пласирани на самава работилница, како и конкретно за мојата крвна група, каде беше нотирана физичката активност како елемент и составен дел на подобрување на расположението и на самото здравје, бидејќи јас сум носител на крвна група АБ, како што веќе спомнавте. И мислам дека во иднина ќе применам дел од
тактиките, од методите кои беа пласирани во овој изминат период со начин за да си го подобрам моето секојдневие, мојот живот и да запливам во некоја содржина што досега во пракса ми се нема случајно да додам акцент на здрав начин на исхрана, бидејќи ние живееме брз живот и нашите секојдневни обврски не дозволуваат толку многу повеќе внимание кон оваа тема. Релативно тоа што го видам во делот со храната, поголем дел се совпаѓа во тоа што го јадев, но можеби начинот како тоа било подготвено, колку често тоа сум го јадел, колку често сум го практикувал, можеби предизвикало проблеми кај мене. Видов дека одредени работи што сум ги јадел, навистина понекогаш и ми предизвикувале потешкоти во исхраната и сега со предавањата на овој семинар најверојатно видов зошто е сето тоа. Се надевам дека тој ќе го променам и понатаму и дека така ќе се исхранам. Таа е комбинација од карактеристиките на претходно споминатите А и Б, така да и исхраната и додатоците, физичките активности ќе бидат комбинација од двете крвни групи, а и склоностите кон заболувања како и добрите страни. Значи, луѓето припадници кон АБ крвната група добро се прилагодуваат кон промена во исхраната и условите на околината, имаат врамнотечен нервен систем и толерантен имунолошки систем. Кај нив слабости се појава на туморозни процеси, на канцерогени процеси, на срцево-садови заболувања, инфекции и малокрвност или анемија. Храната за луѓето од А крвна група ќе офаќа карактеристики на А, значи побели меса, како да речеме пилешко, но ќе офаќа и млечни производи од Б крвната група. Значи имаме можност за избор на различни белковини во исхраната. Тука би ги спомнал рибите, да речеме туна и во конзерви ќе е добра, бидејќи во процесот, технолошкиот процес на изградба на конзервите, значи освен маслиново масло и сол, ништо повеќе не се користи, значи и таа би ја советувал. Во нашите региони има пастрнка, а од морските риби имаме голем избор, како например скуша. Од перјастите птици би го препорачал мисиркиното месо. Тоа е многу добро за луѓето од оваа крвна група. Посебно би го нагласил во како вечера, како попладневен оброк, бидејќи има аминокиселина триптофан, која ќе го успокои организмот и ќе го олесни сонот, што е многу важно. Бидејќи имаме голем внес на белковини и овде доаѓа во предвид и како препорака внес на зеленчукот. Од додатоците во исхраната би го спомнал ѓумбирот. Ѓумбирот може да се подготвува некаде околу 5 грама на истечкан ситно во литар топла вода, како чај, или кога ќе се олади, може да му додаваме и лимонов сок, па како ладен пијалок да го консумираме. Ѓумбирот го подобрува варењето на храна, дори има совети и во летните периоди да се применува. Значи, на еден начин го распалува внатрешниот оген и партиципира во метаболирањето на храната. Лукот е прекрасна храна за оние што јас би го советувал за секого. Значи, има еден автор кој што препорачува дури и 8 чешњиња лук на ден,
како начин на превенција и терапија на шеќерната болест од тип 1. Луѓето од АБ крвна група имат потреба и од цинк. Цинк може да се зема како додаток во исхраната, меѓутоа може да се зема и од семки од тиква и слично. Јас би препорачал физичка активност надвор. Во зимските услови може и внатре. Нашите професори на студии не поучуваат дека најлошиот час изведен надвор е многу подобар од најдобриот час спроведен во сала. Морам да признам дека тоа што професорот сето го кажа денес ќе биде проблем, односно тешко сето тоа да го ми повеќе докажам во областта. Темата побуди голем интерес. Ние се потрудивме да направиме избор на исхрана според крвните групи, според светската литература, но и поднебјето што го нуди од овој дел на државата. Ние се потрудивме на 4 шведски маси да ги представиме крвните групи и сите јадења и рецепти беа според крвната група. Покрај исхраната, ние тука вклучивме и други теми кои се поврзани со дишењето, со воздухот, со водата, со справувањето со стрес, со болестите, здравствените навики, здравиот начин на живот, културата на живење. Црвениот крст на Република Македонија во обид да се прилагоди кон општествената реалност и да се профилира во правец на утврдување на активности кои ќе бидат одговор на актуелните предизвици, токму се и активностиве кои сега ги промовираме, а се со предзнак иновативни, затоа што цениме и сметаме дека еден ваков придонес кои како организација би го дале во смисла на подобрување на здравствената култура на населението, нели ќе има краен ефект да добиеме поздрава нација наредниот период. Ова го зборувам од причини кога го зборувам за адаптивност и за прилагодување на новите предизвици, за тоа што нели секако дека начинот на животот што го живееме во денешно време, би рекол е нападнат од многу страни во смисла на можности за негово, нели, у секој случај ранување, и во таа смисла ги осознаваме новите можности, ги промовираме новите начини како да одговориме на сето тоа што е фактор ризик во нашето секојдневно живење. Во таа смисла пак уште еднаш ќе повторам дека почнуваме со ваков тип на активности и во наредниот период во рамките на нашите здравствено превентивни активности се повеќе ќе имаме активности од овој тип, секако не запоставувајќи ги сите оние што досега ги правевме во смисла на одбележување на нашето традиционално работење, значи да промовираме активности во кои ќе бидеме предводници и ќе ги повикаме сите заедно да соработуваме, се со цел крајно да ги зголемиме ефектите во смисла на подобрување на целокупниот амбиент, односно животот, односно условите за живење на граѓаните и населението во нашата држава. Честитки за вашата одважност и храброст да влезете во еден таков протокол на исхрани и додатоци во исхраната. Немојте од понеделник, почнете од денес или од утре.